Play In. Битолската писателка Гордана Такес вчера промовираше нејзини два романи. Доста плодна година, како што изјави таа вчера. Кои се овие романи, погледнете во продолжение. Play In. Па во 23 месеци веќе се вкупно 8 романи со се овие што вечерва ги промовирам. Провокативните наслови доаѓаат во еден миг. Размислувам што четиво ќе напишам, меѓутоа секогаш се случува да се случи прво насловот, па го адаптирам текстот на тоа што ќе биде вклопено во тој наслов. Се викам Маж, во наводници Маж. Ова е книга која што го анализира мажот севкупно, биолошки, анатомски, сексуално, социјално, од сите аспекти. И оваа книга е еден вид диагноза за она што е мажот во нашето општество. И воопшто секаде, секоја чест на исклучоците, меѓутоа тука е прикажан мажот во вистинското светло, токму таков каков што е и каков што ние жените го сакаме и го восприемаме, бидејќи ние со тие мажи живееме, комуницираме, водиме љубов, раѓаме деца. И во оваа книга нема ништо погубно, нити нешто фатално по однос на мажот, него едноставно е прикажан таков каков што го создала мајката природа. Вие го опишувате во тоа. Водка и гитара. Инспирацијата од каде е за оваа книга? Водка и гитара е книга која што има корени многу одамна. Јас сум имено 67 години, односно ја живеам 67-та година од животот. Уште во моето детство, моите родители разговараа многу често за некој тогашен битолски пар и едно семејство, за една голема љубов. И јас на свој 8, 9, 10 години помислував, ако се случи некогаш да станам писател, а станав многу доцна писател на романи. Првиот роман го напишав во мојата 65-та година. Меѓутоа тогаш се заколнав дека ако се случи нешто, да јас се оддадам на оваа професија, ќе го напишам она што го слушав од моите родители, кој што практично ми послужи само како основа, иначе дејствието е сместено во денешниот урбан амбиент, во денешниве современи услови. Например, еден од објектите и местата и локациите каде што се случува дејствието го смести во денешни рамки. Нема да кажам за што се работи, каков е односно крајот, меѓутоа е роман кој што спојува судбини на еден многу возрасен, хендикепиран, телесно хендикепиран маж, жена млада, многу убава, ги спојуваат нивните судбини, многу дејствија, многу заплети, многу расплети. Тоа го надоградував на основа мојата имагинација, мојата фантазија, па кога ќе пишувате доаѓа. Мислам, кога ќе го земи човек пенкалото и хартијата, едноставно мислата доаѓа, течи, се разлева и едноставно романот завршува со една мелодија која што на крајот кажа дека ќе се вика Водка и гитара. Вашите наслови на сите ваши романи привлекуваат доста внимание. Зошто се одлучивте насловите да бидат толку ексцентрични на секој од романите? Па да ви кажам, јас живеам еден интересен живот за ова поднебје. Ова е сепак закоравен Балкан, кој што е се уште свет на мажите. Во деловниот свет, во општествениот, социјалниот свет, се уште ова е свет на мажите. Меѓутоа јас како една жена која што се чувствам најкомотно во сопствената кожа и најуспешно, мислам, пливам во своите животни води, се разбира со известни осцилации, одбирам романи кои што знам дека ќе скокоткаат публиката, ќе ја предизвикаат. Например, првиот роман ми беше Клеветот како триумф. Јас сум прва жена во Македонија која што проговори за својот живот севкупно. Јас го напишав 7 минути страст, минатата година е промовиран. Тоа е првиот еротски роман, напишан од една жена во Македонија, односно прв еротски роман воопшто во Македонија. Ова е четиво, кое што исто така има малце еротика. Ова е домакинско, мисламе по домакинско. Исто и Хемија и Жена безвремена имаат содржини, пред се имаат автобиографски моменти, на кои што надоградувам приказна, која што воопшто не бега од вистината, него де факто се она што мене ми се случувало во животот, во партнерските врски, со моите мажи, со кои сум била венчана, и воопшто во сите релации, комуникации и конекции со мажот, се е обелоденето, без никакви влакна на јазикот, без задршки, без воздржувања, едноставно храбро, смело, а гледам дека жените многу ми симпатизираат, мажите еден период на време ги читаа книгите, меѓутоа се воздржуваа да ми придат. Сега гледам дека и мажите ми врачуваат честитки и веќе кога 3 нови романи кои ќе ги промовирам на 24 септември влегуваат од понеделник во печат, тоа се 3 нови романи, јас ќе заокружам за 25 месеци една целина
од 11 романи. Ме прави многу горда, многу среќна, пишувам ноќе, имам инспирација и самоздравје. Навистина голем број на романи и вие сте жена која се занимава со доста креативни работи. Како се справувате со цело тоа време во овој брз живот? Па правам една организација. Утрото е предвидено за семејните обврски, за домашните обврски, мислам, куќата и така натаму и семејството. Попладнето исто така и некаде откако ќе ми заврши 1 до 2 серии навечер, доаѓа периодот на моето творење, некаде после 9-10 сатот, знам да седнам и да пишувам до 4 наутро. И јас, верувајте, ако денеска не напишам 2-3 страници макар, јас искрена да бидам се чувствам празно, јалово. Мислам дека сум многу бескорисна. Ова е работа што ме држи и некако мислам дека многу касно го пронајдов тој магичен, да кажам, рецепт или некоја формула. Велат никогаш не е доста, така да? Не е ни касно. Не е доста. Јас од секогаш пишував, меѓутоа како романописец се затекна во мојата 65-та година и можеби сега сакам така ете за кратко време да направам колку може повеќе. Ги завршувам тие, веќе завршени ми се 11-тиот роман и сега копам по нешто и веќе работам на нешто друго што нема да го откријам. Ќе се видиме ние за непол месец на нова промоција, па до нова година планираме, здравје Боже, уште 3 промоции. Во овој период од година и нешто од како почина мојот татко, чинам цела енергија кај мене ја префрли, 470 слики во пастел насликав, што е сепак замашна бројка. Едноставно, тоа е нешто што ме исполнува, што ми го оживотворува секој ден и што ми дава некоја смисла на живење. Јас ќе ви посакам тука да имате успех и понатаму во се што и да работите и тука сме ние да ве пратиме како медиум во вашата работа. Со среќа и успех понатаму. Благодарам, секогаш отворена за соработка. Повелете да добиете книга. Play in.